Пред да го погледнеме промото кое што пред малку одеше на телевизија, одеше еден материјал кој што е најава за мојот гостин утринава, станува збор за виновникот во позитивна смисла, ќе се изразам, оној кој што има возможи на битолчани да бидат дел од еден ваков прекрасен спектакл. Борче Димитровски, директор на Центарот за култура на Битола. Борче, добро утро. Добро утро и поздрав до гледачите на телевизија Мега. Кажи ми како дојде до моментот да го видиме овој спектакл во Битола, кој што е воедно и најава нели на концертната изведба? Може би зачеток е навистина одличната соработка која што имаме со Македонска опера и балет уште од 2010 година кога јас станав директор на Центарот за култура. За жал еден период од 5-6 години соработката не беше на завидно ниво и започнавме некако срамежливо со помали проекти кои што беа дел од и презентирани во Центарот за култура. Се сеќам некаде во 2011 имавме балетот Врати, современ балет на Олга Панго, кој што беше еден помал проект, меѓутоа како неколку години во Битола воопшто не беше презентиран професионален балет и тој помина одлично и со радост се сеќавам на тоа гостување. Потоа во 2012 или 2013 го имавме балетот Александар Македонски, кога Македонската опера и балет дојде заедно со оркестарот и тоа беше исто еден спектакл, но сепак не може да се спореди со Клеопатра, која што пред неколку дена беше презентирана во Центарот за култура. Минатата година имавме Кармина Бурана, исто така на почетокот на месец март и исто интересот беше огромен и помина одлично и сосема природно и спонтано, така нели е најдобро кога работите ќе дојдат. Се случи гостувањето на Клеопатра, што е најголема балетска представа во историјата на Македонска опера и балет и беше огромен предизвик не само за мене, за тимот на Центарот за култура, туку и за целиот менаџмент на Македонската опера и балет и секако ансамблот за тоа да се овозможи и да се адаптира на нашата сцена. Ке се навратам на недел кога те нареков виновник, да, токму така твоето поставување на директора на Центарот за култура доведе до многу новини за битолската публика. И често луѓето знаат да кажат дека да, Битола е една таква публика која што има култура да проследи и балет, и опера, и монодрама, и било какви фестивали. Меѓутоа, ќе се навратам на делот за токму за Клеопатра ангажирани биле оркестар, хор, балетски групи, мимичари, циркуски уметници, фолклорни групи, дури и дресирани животни. Колку ние можеме капацитарно да одговориме на барањето во делот на исполнување на ваква музичка изведба? Нели, ова е нешто што бара и простор, бара и време, бара и услови и сите тие работи. Колку може Битола да одговори? Доколку ова прашање беше поставено пред изведбата, ќе одговорев со резерва, бидејќи немаше да го знам крајниот исход. Меѓутоа, гледајќи она што се случи на сцената во четвртокот, можам да кажам дека се направи максимум. Секако дека тоа не е она иста представа која што се изведува во Македонска опера и балет, бидејќи пред се таму сцената е 70% поголема и во висина, и во ширина, и во должина од сцената во Центарот за култура и најпрво тој физички капацитет е невозможно да биде во размер 1:1 да се направи тоа и моравме нормално да направиме компромис на повеќе нивоа, но сепак публиката која што исполни салата до последно место виде еден голем спектакл за прв пат. Вкупно екипата броеше 120 луѓе заедно со техниката, шминка, се она и зад сцена што не се гледа, над 60 учесници директно на сцената и навистина импозантно и големо дело и ретко кога ваков проект е презентиран на сцената на Центарот за култура. Значи, кога се сака, се може да се направи, а секако компромисот да не биде огромен, па да наштети на уметничката вредност на самиот проект.
Така да изминатите години покажавме дека можеме да направиме големи проекти, секако тоа бара максимум од силите да се дадат и целиот капацитет да се искористи на институцијата во секој смисол, технички и на човечки ресурси и со надворешна поддршка, но повеќе пати јас потенцирам дека всушност публиката е таа за која што ние сето ова го правиме и публиката е најбитниот сегмент, нели покрај уметникот на сцена, и оваа битолска публика навистина заслужува големи проекти. Заслужува, вие го овозможувате тоа, меѓутоа колку е правилна оваа публика? Знае ли она културно достојно да се однесува, да го проследи спектаколот онака како што треба? Бидејќи од секогаш важело дека Битола е еден град со висока култура кој што навистина знае како да проследи една концертна изведба на пијано, така да се изразам, бидејќи се знае кога е аплаузот, има или нема аплауз, знаат ли да одговорат, има ли интерес да видат нешто вакво, бидејќи ако разговарате со некој кој што доаѓа од нашава метропола, ќе ти каже дека секојдневие да се резервираат билети за посета на опера, на некое вакво сценско дело? Баш тука одговорноста на културните институции доаѓа на прво место, бидејќи ние сме тие кои што треба да ја градиме и да ја негуваме публиката. Битола има навистина одлична база и голема традиција на публика која што доаѓа на културни настани, но онаа публика која што била веќе оформена треба да се негува со квалитетни проекти кои што постојано ќе се презентираат, а секако не треба да се заборава и на помладата и најмладата публика која што треба всушност да се гради. Значи тоа е она што можеби луѓето однадвор не го гледаат. Ние не постоиме само за да презентираме некој уметничко дело на сцена или за да испродуцираме некој проект или да организираме концерт. Сето тоа зависи како ќе биде целокупно изменаџирано и публиката е тука еден од најбитните сегменти, независно дали се работи за гостување на Македонската опера, балет, филхармонијата, дали се работи за концерт на камерниот оркестар, дали се работи за редовната кинопрограма или некои вонредни детски проекции за училиштата, сето треба да е тоа соодветно, осмислено и да дава резултат и на кратки патеки, но и на долги патеки. Така да Битола има публика, но таа публика мора да се негува, бидејќи со самото тоа што за 2,5 дена се продадоа влезниците за балетот Клеопатра, а салата не е мала за град колкав што е Битола, значи имаме 847 седишта, а продававме 900 билети со помошни седишта ставени накнадно, тоа говори дека интересот е огромен и дека градот има капацитет. Исто така и концертите на камерниот оркестар, кој што минатата 2016 беше навистина и повеќе од успешна, со над 10 концерти во Битола и надвор од Битола, говори дека градот има капацитет, но и од нас зависи како ќе ја понесеме таа одговорност да ја негуваме публиката и не смееме да ја разочараме, затоа беше многу важно Клеопатра да биде на соодветно ниво, не само да се каже дека Македонска опера и балет дошла, туку да тоа се презентира на највисоко можно ниво во рамките на овие капацитети, зашто јас сакам да искажам огромна благодарност најпрво до ансамблот, до уметниците и до учесниците на сцена, но и до целиот менаџмент на Македонската опера и балет, Игор Дурловски како генерален директор, уметничкиот директор Сони Петровски, Олга Панго и целата екипа, техничкиот директор, која што стоеше позади гостувањето во Битола. Значи ли ова дека ваквата соработка продолжува и дека битолчани ќе имаат можност да видат и други импозантни дела од типот на балетот Клеопатра? Па секако, секоја успешна соработка позади нас отвора нови хоризонти. Македонската опера и балет и Македонската филхармонија се амбициозни институции кои што имаат постојано нови и свежи проекти. За жал, нормално нивната регуларна програма е во Скопје, но соработката возможува да дел од тие проекти ги донесеме во Битола и тоа и понатаму секако дека ќе продолжи и се додека битолската публика ја дава ова поддршка и ги посетува настаните во толкав број, тоа ќе биде оправдано да Центарот за култура го прави.
Порче работите во делот на задоволување на вкусот и потребите на публиката. Тука е 3D киното, тука се фестивалот на монодрама, тука се ваквите, како да ги наречам, инцидентни не, меѓутоа повремени случувања од типот на соработката со други институции. Во кој дел најповеќе има како да речем, фидбек во смисла на тоа дека публиката е задоволна. Нема да сгрешам ако речем дека 3D киното функционира безпрекорно кога станува збор за посетеност во смисла на понуда на програма, што е оно што може да го погледнат. Не можам да издвојам некој фаворит од повеќето програми кои што ги имаме. Навистина публиката секаде е различна. Во 3D киното на крај на годината завршуваме со над 40.000 гледачи, меѓутоа тие се распределени во голем број на проекции, некои поуспешни со посетеност, некои помалце успешни. Сепак музичко-сценската дејност е доминантна и тие 12 до 15 поголеми настани кои што ги организираме во текот на годината, гостување на МОБ, неколку концерти на камерниот оркестар, фестивал на музика од светот, тие прават еден друг фокус на една друга публика која што ни е навистина драга и кој што знае да ја исполни големата сала до последното место. Потоа фестивалот на монодрама е за театарската публика, знаеме дека Битола е град кој што го сака и го почитува театарот, иако монодрамата е поспецифична сама по себе, сепак успеавме и тука да се наметнеме да тие 5 или некојаш 7 фестивалски денови во зависност како ќе биде концепцијата на програмата, да имаме полни сали, независно дали се работи за камерна представа со 100 гледачи или отварањето и затворањето кој што ги правиме традиционално веќе во театарската сала. Потоа фестивалот и Линденски денови ни носи многу бројни посетители, и случајни и намерни, почнувајќи од дефилето до бројните отворени сцени низ чаршијата на широк сокак и низ сите делови на градот и на крај спектакуларните затварања во Хераклеја со над 2000-3000 гледачи. Така да нема да сгрешам ако кажам дека секоја година имаме над 100 до 150.000 посетители на програмите кои што ги реализираме или како организатори, или во копродукција, или сме овозможиле некој да организира некој настан во Центарот за култура со наша логистичка и техничка поддршка. И се додека тоа е така, се ќе биде оправдано, а не е најважно која публика е можеби најдобра или најблагодарна, бидејќи за нас е најважно настаните и да бидат посетени, но секако и публиката да дава позитивни оценки. За гостувањето на Клеопатра за мене подеднакво беше важно да имаме 900 гледачи, но и најголем дел од нив да бидат задоволни со крајниот исход, а тоа важи и за сите поголеми настани кои што ги организираме во текот на годината. А кога сме веќе кај публиката, можеби најдрага публика се најмладите. Имаме тука одлична соработка со основните училишта. 2 пати годината организираме кинопроекции на детски филмови, организирани кинопроекции и огромен процент од учениците доаѓаат да ги проследат, а тие се една идна публика која што ќе биде, се надевам, чест посетител не само програмите на Центарот за култура, туку и во театарот и на изложбите кои што ќе ги организира музеот и настаните кои што ги прави библиотеката и секако сите оние здруженија на граѓани, културното лето и така натаму. Конкретно тоа е можеби она што е најважно за иднина. И за влог, и за да имаме бенефит кога станува збор. Сега, крајот на март е оној дел кога се одржува првиот концерт на камерниот оркестар за годинава и имаме најавено гостување на виртуозот на виолина Роби Лакатос. Според това повеќе порци нема да откривам. Па ќе откриваме бидејќи веќе деталите ги договоривме пред неколку дена. Сега согласно новата технологија на социјалните мрежи го најавивме самиот настан. Роби Лакатош е навистина светска атракција, виртуоз на виолина, специјалност му е чардашот, доаѓа од Унгарија, земјата на чардашот, и тој заедно со
уште еден негов придружник ќе настапат со камерниот оркестар на Битола на 26 март во 20 часот во големата сала на Центарот за култура, и тоа ќе биде навистина уште еден концерт за уживање. Камерниот оркестар, како што претходно споменав, имаше навистина одлична година 2016, а некако традиционално или крајот на март или почеток на април ја отвараме концертната сезона, и ова ќе биде и повеќе од соодветно отварање, бидејќи после Клеопатра имаме уште еден настан за само помалку од месец дена, кој што ќе биде на врвно ниво, и се надевам дека публиката навреме ќе ги набави своите влезници, ќе исполни салата до последното место, бидејќи веќе довербата кон концертите на камерниот оркестар е на високо ниво, а кога на тоа ќе додадеме еден гениалец кој што ќе настапи како солист, тоа е нешто кое што не смеат битолчани и публиката од регионот да го пропуштат, и тоа ќе биде еден добар вовед за оваа концертна на сезона на камерниот оркестар, бидејќи после тоа ќе следат уште неколку концерти во различни форми, повторно се планирани гостувања во другите градови, а можеби ќе направиме некоја соработка за гостување во некој од соседните држави. Камерниот оркестар после возобновувањето некаде во 2012 година навистина квалитетно си функционира, континуирано функционира. Секоја година во Битола реализираме минимум 4 концерти, дел на отворено, дел во салата на Центарот за култура, и нема причина тоа да не продолжи оваа година, а со гостувањето на еден ваков светска атракција и врвен солист отвараме и нови хоризонти во програмата на камерниот оркестар на Битола, така да очекувам огромен интерес од публиката, повторно исполнета сала до последното место, и месец март да помине во духот на овие два големи настани од таа музичко-сценска дејност, и да биде добар вовед за остатокот од годината, бидејќи веќе во април го имаме гостувањето на Националниот ансамбл на народни песни и Гританец, традиционално великденски концерт, оваа година ќе биде на 20 после големиот христијански празник Великден. Танец носи една друга енергија, привлекува друга публика која што секогаш ја исполнува салата до последното место. После танец го имаме фестивалот на монодрама, после тоа уште едно гостување на овој пат современ балет насловен 5 до 12, тоа е проект на македонскиот уметник Игор Киров, кој што е уметнички раководител на ХНК Сплит. Тие доаѓаат на мајски оперски вечери, а на 12 мај ќе имаат свој перформанси во Битола, повторно во големата сала, така да за првите 5 месеци ова се повеќе од доволно настани, ако нова секако се додаде и редовната кинопрограма, бројните навистина атрактивни наслови, може би нешто и од целокупната програма сега испуштам, но сепак генерално ние најважните настани ги издвоив, и битолската публика треба да се припреми за една навистина квалитетна сезона. Борче, тука не си наш, не си, така да ако има некоја дополнителна потреба, повторно ќе седнеме овдека и ќе разговараме подетално за настаните кои што следуваат од страна на подготовката на Центарот за култура. Ќе ти посакам се она што посака ти овдека ова утро да се исполни, значи да биде публиката на едно високо ниво на сите настани кои што допрва ќе се случуваат во Битола. Ти благодарам за гостувањето, и ние и понатаму ќе ве следиме со сите ваши активности. А ние, почитувани гледачи, во овој момент продолжуваме со една така малку музичко расположение како пресек на неделко што следува понатаму.